Слушајте, ако немате тапани, слушајте говорникот. Зборувам денес, може би за јазикот, може би за идентитетот, за историјата, за нашата посебност, за критериумите на Европската Унија, да зборувам со факти и аргументи, да ги искажам моите забелешки, но сватив дека сето тоа е залудно. Дека вие не сакате да слушате што имаме како забелешки. И сватив дека вие точно знаете што правите и знаете какво предавство правите. Ако воопшто некој од вас се плаши од нешто, веројатно тоа е од Господ. И затоа ќе кажам, Господе Боже, немој да им проштеваш за тоа што знаат што прават. Народе, исто така, немој да им проштеваш заради тоа што знаат што прават. Меѓутоа, единствено што не можам да разберам е зошто. Не ми е јасно дали се случува ова за пусти пари. За колку? Доколку беше денес тука Ковачевски, сакав да го прашам за 2 червени лиобачи. Како се согласи да го лажеш народот кој што самиот не те избрал? Како те натераа да се предомислиш? Еден ден рече не, за веќе следниот да се согласиш да ги лигавиш чизмите окупаторски. Благонадежни българчета ли сакате да бидете и вие, колеги од СДСМ? Или може би македонските администратори ви се идолите? Зошто го правиш ова предавство Ковачевски? За една официјална фотографија во Брисел, на лажна меѓувладина седница, за лет во владениот авион? Мене искрено не ми значат ниту зборовите на Османи, затоа што тој не преговара за нему битни работи. Нему му е битно Албанија да влезе во Европската Унија. И нормално е дека ќе се согласи на се. Мене не ми значат ниту зборовите на Маричики. Добро знае што прави. Имал повеќе вакви функции и ги менувал истите. Исто ќе се случи и со ова, бидејќи нема да стави никаде подпис и нема да одговара. Оној кој што ќе го срамот, но и одговорноста сте вие, Ковачевски. Одговорноста за велепредавството, заедно со вас, ќе одговара и вашиот ментор, оној кој што ве постави таму. Во ова ненародно собрание се вршеле разни предавства, на сила, со монтирање, со подценување на интелигенцијата на народот. Ако не милом силом, има една стара, но она што е битно и што треба да се каже дека за промена на Уставот сме ви потребни токму ние. А ние промена на Устав нема да дозволиме. Сакавте ново сценарио, но операцијата ви е неуспешна. ВМРО ДПМН е државотворна партија која што ќе ја формира следната влада. И затоа, гледајќи вака како се препелкате, свативме дека сте во голема паника, со вашите очајнички обиди да направите немири. Викавте луѓе со качулки, пиштолџи и сакавте да исценирате меѓуетнички тензии, но нема да ви дозволиме. Преговорите нема да отпочнат затоа што Уставот нема да се смени. Ние сакаме Македонија да биде членка во Европската Унија, но не по секоја цена. Јас не сакам да бидам во друштво на некој што сака да си го сменам идентитетот, моето име, мојата историја и притоа да го погази моето достоинство. Еднаш еден ваш колега, почитувани од СДСМ, рече: чумо е идентитетот ако немаш пари. Сега разбрав што сакал да каже. Немојте и вие да бидете како него. И затоа во овој момент би сакала да ви се обратам на вас. Вие, кои што со денови
избегавате да се погледнеме во очи. Вие, кои што со денови може би и не спиете навечер, калкулирате. Некој може би од совест, а некој за вработување на деца, некој за уште еден пратенички мандат, некој за 2 червени за жал, некој поради уцени. Меѓутоа ќе ви речам, свестете се, разбудете се. Никој не ви го дал мандатот за да можете да го предадете македонскиот народ. Народот е разбуден и нема да ви прости. Имате секојдневен повик за будење од илјадници граѓани кои што и вечерва стојат надвор од собранието. Ова е последен повик и од вашите роднини, пријатели, оние кои што секојдневно се среќавате со нив. Ве повикуваат да се освестете. Исто така, секој има писма од дипломатскиот корид, од интелектуалците, од универзитетските професори, од академската заедница, од новинарите. И ќе ви кажам уште едно. Немојте да си газите врз честа. Нека не ви се валка образот поради никоја и ничија уцена, ниту пак за 2 червени. Кога Франција реши да ја скрои капата на Македонија по мерка која одговара исклучиво на Бугарија, нашата влада кроеше пиар план како да го објасни прифаќањето на францускиот предлог, кој што всушност сега сваќаме дека бил прифатен уште првиот пат. И мислеше и што смисли да го достави во ова собрание, за одговорноста да ја имате и вие, колеги пратеници од СДСМ, затоа што тие не сакаат сами да им бидат извалкани рацете, сакаат рацете и вашите да бидат валкани за тие кои што ќе притиснете на копчето. Да подсетам, со предлогот се условува влез на Македонија во Европската Унија со бугаризација, која што ќе се спроведува етапно, а сето тоа ќе биде надгледувано од комисија. Предлогот не е решение на проблемот. Тој самиот ќе создаде мноштво на други проблеми. Исто така не сакам да зборувам ниту за протоколот, затоа што господинот Османи реши да не ни го покажува и не верувам дека некој воопшто го видел. За да постои едно несогласување или спор, ќе речам дека се потребни 2 страни, но за да постои пријателство, исто така се потребни 2 страни. Нам поголеми пријатели од сопствениот народ не ни се потребни. Ние треба да продолжиме по европскиот пат, преку реформи во образованието, судството, борба против корупцијата, привлекување на странски инвестиции, инвестиции во здравството, земјоделството и инфраструктурата, преку зголемување на стандардот на граѓаните, тоест да работиме на подобрување на состојбите во секоја сфера. Доколку Македонија започне да има добар економски раст, добри оценки од надлежни меѓународни институции, драстично ќе се зголеми стандардот и начинот на живот на граѓаните кои што секојдневно се исалуваат, за жал. Решенија секогаш постојат, но во конкретниот случај треба да го задржиме нашето достоинство и да ги одбраниме националните интереси на Република Македонија, да го чуваме нашиот идентитет, добро концепиран начин, да измислиме како да останеме храбри сите заедно, да продолжиме по патот на Европската Унија, но не со вакво предавство. Може би овие денови ви е тешко да не слушате. Меѓутоа, ова мој говор се надевам дека беше мојот последен апел и повик до вас да се освестите. Има ли болест после смрт? Не. Има ли тапани после свадба? Исто така не. Затоа ќе ви речам, свестете се денес заради тоа што утре ќе биде доцна. Од утре вие ќе бидете запишани во историјата на Република Македонија како едни од придавниците. А јас не верувам дека некој од вас во душата и во срцето сака да биде предавник. Ако го стиснете копчето, ќе бидете предавници и вака ќе бидете запишани. Затоа размислете уште еднаш. А она што сакав да го кажам од самиот почеток во врска со предлогот, францускиот предлог кој што е скроен по бугарски терк за капата на македонците, еве. Ова е доволно за сите мои забелешки и за сите забелешки кои што досега беа кажани.